Законите за стратешките инвестиции не смеат да поминат во собрание без дебата со експертската јавност. Сдруженијето на инженери во неколку наврати побара да присуствува на дебатите во собранието, но од законодавниот дом беа игнорираниот и наводно нивниот допис не пристигнал. Инженерите се револтирани и најавуваат дека нема да се откажат од јавна дебата за законите во кои гледаат закана за енергетската независност на Македонија. Наутро ќе поднесеме ново барање конкретно за ново закажаната комисија. Ние бараме официјално миналиот пат до сега да присуствуваме на седницата за да можеме да ги кажеме нашите ставови и на пратениците да им објасниме дека се работи за многу штетна за народот и за државата. За експертите е спорно што владата воопшто ги турка законите во предизборен период, кога државата е предводена од технички состав на Илинденска. Се сомневаат дека целиот процес е на брза лента заради лични интереси. Една група функционери во владата и во одредени институции е многу заинтересирана личност да помине оваа процедура и да пратениците им аминуваат на нивните предлози. Нема здрав разум да некој прави измени за кои што не се консултира воопшто со сите институции и мислење од надлежни други кои што треба согласно законот за стратешки инвестиции. Наше мислење е дека воопшто овој закон е страшно коруптивен. Меѓу четирите така наречени стратешки инвестиции е изградбата на комбинираната гасна централа во Скопска железара од страна на грчки Митилинеос. Единствено наведените за која даваме државна помош од речиси 50 милиони евра, за што забелешки имаше и од Министерството за економија. Но законите, иако на кратко беа повлечени од собрание, владата ги врати назад, а субвенциите од државата останаа. Со изградбата на централата, Македонија добива обврска да ја купува целата произведена електрична енергија и топлина, дури и да нема потреба од тоа, а предупредувањата се дека цената ќе биде поскапа и од брзанската.